Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Стајковци се уште ги чувствува последиците од поплавите и од негрижата на државните институции. Во августовските поплави овде на површина исплива целата неспособност на локалната, градската и централната власт. Несреќата која ги погоди жителите од овој крај се уште не може да ги врати во нормала секојдневниот живот. Наместо одлучна акција на сите институции за заштита, јавноста со денови беше сведок на аматерско однесување, на партиска селективност во помошта и на ефтин популизам на кадрите на ВМРО-ДПМН предводени од Никола Груевски и Никола Тодоров. Недозволиво е граѓаните да бидат оставени сами на себе кога државата им е најмногу потребна. Затоа во планот за живот во Македонија, граѓаните ќе бидат најважниот сегмент на секоја државна институција. Ќе ги изградиме урнисаните институции и тие ќе работат единствено во служба на граѓаните, бидејќи институциите постојат за граѓаните, а не обратно. Никогаш повеќе нема да дозволиме негрижа од државата за собствените граѓани. Јавните услуги ќе бидат достапни за сите, социјалната, здравствената и безбедnosната заштита ќе бидат достапни за секој граѓанин подеднакво. Никогаш нема да дозволиме да се повторат сликите кои ги гледавме тука, кога и помошта и парите за оштета се делеа по партиски клуч. Кога наместо во независни и професионални институции за распределбата на помош да се одлучува во партиски штабови или кога партиски локални функционери ќе командуваат кај кого да се испрати помош. Или да ги гледаме сликите каде што одредени лица блиски до владеачката партија земаа помош иако не беа поплавени. Сите оние кои направиле било какви злоупотреби и во овој, но во сите други случаи ќе мора да одговарат. Секој кој се огрешил пред законите ќе одговара за своите постапки и за тоа нема да има компромис. Македонија ќе биде правна држава во која сите институции ќе работат во корист на граѓаните. Полицијата ќе биде сервис на граѓаните, а полициските службеници секогаш ќе бидат први онаму каде што ќе има потреба од итна и неодложна помош. Клучните државни институции ќе работат во 2 смени, до 20 часот за секој граѓанин да може навреме да си ги заврши своите потреби. Државните институции ќе бидат во функција на штитење на правата и слободите на граѓаните, а не како што беше досега само на една фамилија. Граѓаните ќе имат пристап до квалитетно образование, модерно здравство и ефикасно судство. И затоа на 11 декември граѓаните ќе дадат масовна поддршка за враќање на заштитата, правдата и животот во Македонија.